Втора рунда интервјуа за нов претседател на антикорупцијска. Уште 5 кандидати, половина час се представуваа и одговараа на прашања на експертите во комисијата за селекција. Во салата Борис Трајковски седнаа адвокатот Ненад Трифуновски, инспекторката за одбрана Благица Трошанска, Кимо Чавдар, декан на еден од приватните универзитети, генералниот секретар на антикорупцијска Адем Чучулј и поранешниот советник во Министерството за одбрана Фаузи Џафери. Трифуновски рече дека ќе се залага за менување на перцепцијата кај граѓаните дека борбата против корупцијата е можна. Најсреќен би бил ако успееме на крај од скептицизам да преидеме на оптимизам. Но за тоа треба работа, стручна, совесна и професионална. Инспекторката Трошанска најави работа на проширување на капацитетите на ДКСК. Во сите нивоа и во сите сегменти каде што би ценела дека постои можност за измена и дополнување на законите, секако дека би интервенирала за подобрување на работата на комисијата. Деканот Чавдар најави подобра комуникација со јавноста и намалување на роковите за постапување. Би направил една анализа како комисијата да биде поефикасна, побрзо да ги решава и како комисијата да се представи, затоа што комисијата е лицето кое ја потврдува борбата против корупцијата на државата. Генсекот Чучулј вели дека приоритет ќе му биде подобрување на софтверските решенија и заживување на регистарот на избрани и именувани лица. Ние ден денеска немаме точна бројка на избрани и именувани лица од причина што регистарот активно не се полни од страна на институциите кои ги избираат, односно именуваат лицата. Тоа би ми бил еден од приоритетите, уште сега работам на тоа, да се подигне обврската за пополнување на регистарот. Поранешниот советник пак рече дека неопходна е поголема соработка на ДКСК со другите институции, особено во делот на добивање информации. Во ниту еден случај не можеме да имаме ефикасна борба против спречувањето на корупцијата ако соработката не е со сите институции каде што ќе биде неопходно да се обезбедат потребните информации за да се тој предмет конкретизира, па и нормално понатаму и да се канализира по другите постапки. Утре представниците на невладините организации ќе ги достават своите оценки за кандидатите за наследник на Татјана Димитровска. За впеток планирано е пратениците на Комисијата за избори и именувања да го изберат конечниот кандидат за прв човек на антикорупцијска. Даниел Василев, Сител телевизија.